Денеска во Кавадарци престојуваше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Во Кавадарци со најблиските соработници тој имаше работна средба со градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев и командирот на полициската станица од општа надлежност Кавадарци Сашко Димовски. Се разговараше на повеќе теми од интерес на безбедноста на граѓаните и подобрување на јавниот ред и мир, безбедноста во сообраќајот и надминување на други затекнати проблеми. Потоа се зборуваше и за делот на соработката со противпожарната територијална единица и безбедноста на граѓаните поврзана со активирањето на позорникарската служба во градот. Сакам да изразам моето задоволство денеска што бев заедно со мојот тим во Кавадарци. Имавме посета на општина Кавадарци и на полициската станица во Кавадарци, како и на регионалниот центар за гранични работи Југ. Навистина, ова е еден од клучните приоритети. Да бидеме заедно со локалната самоуправа, да ја враќаме довербата на полицијата кон граѓаните, да ги градиме тие врски кои што мора да постојат помеѓу локалната самоуправа и македонската полиција. Второ, посетата на полициската станица во Кавадарци е значајна, како што се значени сите посети, заради тоа што председаваме поддршка на колегите, поголема мотивираност во работењето и договарање за начинот на функционирање во иднина, кој што пред се и над се мора да биде во интерес на граѓаните. Навистина ми е задоволство што ме информираа колегите за состојбите на подрачјето на ПС Кавадарци, за зголемувањето на ефикасноста во откривањето на кривичните дела. Исто така разговаравме за проблемите со кои што се соочуваат, пред се недостаток на човечките ресурси, меѓутоа договоривме и акцијски план како ќе ги надминуваме сите овие недостатоци кои што ги имаме. Сето тоа укажува дека сме на добар пат да ги спроведеме сериозно овие реформи, а најважната реформа од се е како да направиме реформа на размислувањето, на начинот на функционирањето, и тука мислам дека секој од нас поединечно, секој полициски службеник ќе мора да се вложи, а од друга страна мора да ни помогнат и граѓаните, локалните самоуправи да тоа партнерство го изградиме. Ние со градоначалникот денеска разговаравме за важни прашања кои што се од заеднички интерес на полицијата и на локалната самоуправа, пред се во делот на сообраќајот и зачувањето на јавниот ред и мир. Навистина констатиравме дека имаме услови за една плодна соработка. Разговаравме околу можноста да противпожарната служба во Кавадарци се приклучи на тетра системот за да можеме да бидеме поефикасни. Тој процес го отвораме денеска. Исто така разговаравме, јас го информирав градоначалникот во дело дека полициска станица Кавадарци добива задача за правење на сите подготовки за промоција на позорната служба во Кавадарци, заради тоа што сметаме дека позорникарот полицаец е пријател на сите граѓани и само преку него можеме да ја зголемиме безбедноста и ефикасноста. И во тој дел навистина добивме поддршка и на крајот договоривме градоначалникот на општина Кавадарци заедно со општествено договорни фирми од градот да донираат едно интервентно возило на полициската станица од Кавадарци, што е исклучително добар, важен потек во градењето на овие заеднички односи и на зголемувањето на безбедност. Тоа покажува дека двете институции, локалната самоуправа и Министерство за внатрешни работи се длабоко уверени дека само преку ангажмани, преку взаемна поддршка и помош, ние мораме да ги подигнеме безбедноста, сигурноста на граѓаните на едно повисоко ниво. Денеска на посета на Кавадарци беше министер за внатрешни работи. Разговаравме за заедничките теми кои што ги имаме во делот на сообраќајот, во делот на јавниот ред и мир во општина Кавадарци. Нормално министерот како министер ќе си ја посети полициската станица која што имаме во Кавадарци за да си ги согледа од таму работите и проблемите и да можеме да направиме нешто подобро за граѓаните, да имаме подобар јавен ред и мир и поголема безбедност. Разговаравме на повеќе теми. Една од темите која што установивме заеднички дека треба противпожарната станица во Кавадарци да ја поврзиме со ПС Кавадарци во делот на она телекомуникацијска мрежа, тетра систем, така да во идно време за месец дена од прилика противпожарната единица Кавадарци и полициска станица Кавадарци бидат врзани со мотороли, односно со тетра систем, за да имаат добра комуникација во делот на интервенции во општина Кавадарци во интерес на граѓаните. Министерот го знае проблемот,
даде начелна согласност заедно со неговите служби и советници дека во најбрз можен рок ќе изнајдеме решение да направиме нова категоризација на главната улица Илинденска, со тоа ќе добиеме можност за паркирање и после тоа ќе распишеме, односно ќе отвориме јавно предпријатие за јавно паркиралиште во град Кавадарци и со тоа ќе го надминиме проблемот во делот на паркирањето, нормално и со градењето на двете катни гражи. Исто така сакам да кажам дека општина Кавадарци му понуди на министерот добра соработка, ја прифати како соработка. Се договоривме општина Кавадарци заедно со бизнис секторот да обезбеди едно така да кажемо комбе за полицијата во Кавадарци за групата за интервенции. Односно групата за интервенции за тоа што полицијска станица Кавадарци го нема тоа возило, ќе го обезбеди општина Кавадарци заедно со полицијска станица за да имаат подобри услови за работа. Општина Кавадарци во моментот има недостаток на 45% во делот на кадар во полицијата, оперативен кадар. Министерот ни даде ветување дека тоа ќе го исправи во најбрзо можно време со повлекување на полицајци и од други станици кај што може да се повлечат и дека ќе бидеме втор град во Македонија во период од 2 месеци каде ќе воведи пожарникарската служба. Така да кавадарчани треба да очекуваат дека од прилика за 2 месеци имаат позорна полициска служба.